Јас сум Ангела Нацева, имам 8 години и сум четврто одделение. Денес ќе го прераскажам вториот дел од серијалот Авантури од Нарнија, книгата Принцот Каспијан, од авторот Клајв Стейплс Луис. Во оваа книга продолжуваат авантурите на 4 деца, Петар, Сузана, Едмунд и Луси, кои ја победија белата вештерка и ослободија Нарнија од злото, што стана кралеви и кралици на волшебната земја, што е најдела во орманот во куќата на стариот професор. Настаните во оваа книга се случуваат една година во претходната авантура на децата од Нарнија. Но во Нарнија не поминала една, туку илјадници години. Децата седеле на клупа на железничката станица во Лондон и чекале воз кога нешто почнало силно да ги влече. За кратко, тие се нашле во замокот Кер Парвел, каде што живееле кога владееле. Тоа било Нарнија, таа повикувала на помош. Во Нарнија повторно се водела војна. Овој пат против кралот Мирас, лошиот стрико на принцот Каспијан, кој го убил неговиот татко и неговите пријатели лорд. Тој сакал да го убие принцот Каспијан, бидејќи тој бил наследник на принцот Каспијан IX, но принцот Каспијан успеал да избега и кога стигнал во шумата на Нарнија, животните го дознале неговото поттекло и му се придружиле во војната против кралот Мирас. Мојата милена случка беше кога сите стари нарнијанци се собрале за да се борат против кралот Мирас. Но морале да изберат еден мечувалец кој ќе се борел против кралот Мирас. За мечувалец бил избран Петар. Тој го ранил Мирас, но Мирас не се предал на старите нарнијанци. Војната продолжила. Им се придружила и Сузана, која со своите лаки стрела почнала да ги гаѓа непријателите. Ако сакате да дознаете дали 4 деца и принцот Каспијан ќе успеат да ја спасат Нарнија од злобниот крал Мирас, тогаш прочитајте Принцот Каспијан од авторот Клајв Стейплс Луис.